НАТО ќе обезбеди поморска и воздушна поддршка на мисијата на Европската Унија околу мигрантите во близина на брегот на Либија. Европската Унија ја лансираше својата операција Софија во 2015 година како одговор на мигрантската криза. Нејзина задача е прекинување на мрежите на трговија со луѓе и уништување на чамците на шверцерите. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг по вториот ден на состанокот на министрите за одбрана на Алијансата во Брисел соопшти: Within 2 weeks, NATO ships and planes will be in the central Mediterranean, ready to help the EU's Operation Sophia. На првиот ден од состанокот министерот за одбрана на Турција Фикри Исик им порачал на неговите колеги дека Анкара не гледа потреба од продолжување на мисијата на НАТО против мигрантите на Егејско море по крајот на декември. Сепак, како што изјави Столтенберг, министрите решија НАТО и натаму да остане таму. Германија и Британија со поддршка на Соединетите држави се на став дека патролирањето на бродови на НАТО во водите помеѓу историските ривали Грција и Турција е добар начин за спроведување на договорот на Европската Унија со Турција за запирање на бранот мигранти. Бродови на НАТО спроведуваат извидувачка мисија како поддршка на турската и грчката крајбрежна стража, како и на граничната агенција на Европската Унија Фронтекс. Крајот на мисијата на НАТО, воспоставена во февруари годинава, ќе го вклучи алармот на Европската Унија, која се соочува со најголемата бегалска криза од крајот на Втората светска војна, потикната од 5,5 годишната војна во Сирија, при што се раселени околу 11 милиони луѓе. Столтенберг исто така оцени дека присуството на Алијансата во тоа подрачје обезбедува, како што рече, важна политичка платформа. I think it is important to understand that NATO presence in the Aegean Sea adds value because it is a platform for enhanced cooperation between a non-EU NATO ally, Turkey, with Greece, and improved cooperation between Turkey and the European Union. Меѓутоа, дипломатски извори велат дека Турција не е задоволна од тоа што бродови на НАТО се во водите за кои постои долгорочен спор меѓу Турција и Грција и е загрижена дека Грција со тоа би можела да добија превласт во спорот за групата острови во Егејското море. Како и да е, договорот со Турција за задржување на мигрантите останува во сила. Според извештајот на Европската комисија, во септември само 85 луѓе пристигнувале на грчкото крајбрежје секој ден, во споредба со над 10.000 дневно во октомври минатата година.